Синиот јазик кај овците ги пребледи и сточарите од истокот. Речи се и да нема стадо каде што болеста не е присутна. Најлоша состојбата е во Беровско, Штипско, Карбинско и Радовишко. Штета до сега имаме 20 броја умрени, имаме 50 дома у шталата лежат, не се покретни тие. Доста штета имаме. Јас сам 35-6 година сточар. Ваква случај прв пат ни се одесува. Тешко за живење, чим дојде ние со нив гледаме. Това не знам што ќе правиме. Смртноста кај овците се движи околу загрижувачки 30%, но индиректните штети од синиот јазик се многу поголеми. Можноста да се молзе млекото, здравието пореметено на стоката, на овцата или на козата. Овците кои се гравидни, тие може да дојде на свет и мртво родено или оштетено. Значи, штетите се многу големи и последува тек следа некој прорачен, поточен, колку ќе бидат штетите за стошарите. Има ли начин ваквата состојба да се ублажи? Сите заболени овци ќе мора да ги остават дома, како би можеле ние колку толку да третираме, да ја намалиме штетата. Со оглед на тоа дека каде сме третирале навреме, евидентно е дека смртноста е намалена. Сепак, сточарите се доведени до работна екзистенција, па тие се надеваат дека државата во оваа ситуација ќе погледне и на кај нив. И затоа нашата намера е да побараме можност од Министерството за земјоделие, конкретно Агенцијата за храна и ветерина, да ги обештата земјоделци да може да ги обноват стадата, за да можеме да имаме луѓе кои ќе работат, кои ќе остваруваат приходи од своите стада. Како и да е, направената штета не може да се надополни во целост, па веројатно е дека на повидок е ново драстично зголемување на цената на месото, млекото и преработките од нив.